пати се наоѓаме во една, слободно можам да кажам, од најубавите скопски населби аеродром. Што сека се случува во општина Аеродром, дознаваме од првиот човек на општината, градоначалникот Дејан Митевски. Дејан, добро утро, како сте утро? Добро утро и поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Неслучено ја одбравме во локација, се наоѓаме во дворот на Основното општинско училиште Блаже Кунески. Очекуваме негова повторна функција, односно на новиот дел кој што сте во последна фаза. Кога конечно дечињата ќе може да ги користат новите училници? Веќе со почетокот на второто полугодие во 2026 година доградбата на училиштето ќе биде комплетно завршена и ставена во функција за сите ученици, така што сите ученици повторно ќе бидат вратени во ово основно училиште. Зад вас е спортската сала, добро позната за сите во Аеродром, меѓутоа добиваат уште една дополнително нова спортска сала. Да, токму на овој ден, денот на ослободување на Скопје 13 ноември, започнуваме со изградба на нова спортска сала и уште една фаза од училиштето Блаже Конески, така што очекувам за многу скоро од сега да основното училиште Блаже Конески стане најголемото и најубавото училиште во Република Македонија. Да го најавиме настанот денеска во 11 часот? Во 12 часот поставување на камен темелник на кој што ќе присуствува и претседателот на владата. Сакам малку повеќе на тема чистење на она што се случуваше во изминатиот период на територија на град Скопје, меѓутоа и во општина Аеродром. Што волат граѓаните, задоволни ли се во овој момент? Чистењето е еден континуиран процес кој што за жал не се спроведуваше согласно динамиката претходно со промената на градоначалничката позиција и доаѓањето на Орце Георгиевски започна интензивно чистење на градот Скопје на најавена акција 72 часа, која што морам да кажам заврши доста успешна. Од тој момент нааму веќе во континуитет согласно тврдената динамика се празнат контейнерите и се празнат кантите од дворовите во делот на Лисиче, кој што е дел од општина Аеродром, и акција која што мора да се спроведе во континуитет за да имаме видлив резултат. Ние можеме да чистиме еднократно, меѓутоа ако тоа нема континуитет, повторно ќе се направи ѓурга, така што сега за сега граѓаните изразуваат задоволство, гледаат промена, гледаат дека нешто подобро се случува во градот Скопје и се надам така и ќе продолжи. Ќе продолжи со иста динамика и во наредниот период? Да, апсолутно, веќе тоа е договорено, се оспособуваат возила од страна на комунална хигиена Скопје, нашите служби, сезонските работници на општина Аеродром постојано се на терен во функција на чистење на сите локации каде што има потреба, така што за многу скоро Скопје ќе има една поинаква слика. На што ќе се насочите во наредниот период, еве да речеме до нова година? Па веќе во понеделник започнуваме заедно со градот Скопје реконструкција на улицата Фрања Клуста, уште еден проект од нашата програма кој што започнуваме да го реализираме. Започнуваме многу наскоро со изградба на првото кино и театар, така што во наредните 2 до 3 недели ќе имаме информации подетална и за тоа, и тоа се два поголеми проекти на кои што работевме изминатиот период, а сега веќе ќе може да се реализираат. Секако имаме проект, ќе отпочнеме со реконструкција на 19 улици низ територијата на општина Аеродром, доградба на основното училиште Гоце Делчев во Горно Лисиче, неколку започнати инфраструктурни проекти кои што ќе ги зголемиме со динамика и интензитет и ќе се завршат во наредниот период, така што Аеродром ќе има со што да се горде. Ја споменавте Фрањо Клус, морам да ве прашам и за паркирањето, затоа што навистина во овој дел од општината настанува хаос, особено после 16 часот. Да, во нашата изборна програма понудивме еден концепт на едносмерни улици, кој што граѓаните морам да кажам дека го поддржа, концепт кој што не само што ќе овозможи едносмерни улици побезбеден и поквалитетен сообраќај, ќе овозможи да искористиме постоечката инфраструктура и да една лента биде искористена за паркирање на возила и на тој начин ќе обезбедиме инстантно голем број на паркинг места. Веќе се работи идејно решение кој што потоа треба да се преточи во сообраќаен проект кој што ќе биде одобрен од страна на надлежните институции и градот Скопје, ќе може да се имплементира. Очекувам за многу скоро од сега за неколку месеци да имаме веќе видливо решение на терен. Благодарам многу на Ви благодарам и на вас.